Владата го скрои покачувањето на платите. Ке се крати на капитални инвестиции за да се обезбедат пари за покачените функционерски плати, како и за зголемување на платите во јавниот сектор и исплата на К15. Со заобиколување на редовната собраниска процедура, владата ја усвои одлуката за прераспределба на средства во буџетот, со оправдание дека наскоро ќе следувал ребаланс. Министерот за финансии се правда дека со оваа прераспределба не се зголемувал дефицитот и ќе остане на ниво 4,6% од бруто домашниот производ, а за во таа математика да успее владата ќе крати на едно и ќе додава во друго. Клучно од аспект на фискалните принципи е дека приходната и расходната страна не се менуваат, а при тоа ни дефицитот на буџетот не се менува. Што значи нема ни дополнителни задолжувања. Сите потреби што се пријавени како потреба за пренамена или прераспределба се прави со внатрешна прераспределба, не со нови трошоци, туку со заштеди и со прераспределба во однос на динамиката на реализација. 720 милиони денари ќе се одлеат од државната каса за покачување на платите на 1000 функционери. 3 милиарди денари се потребни за платите на вработените во јавниот сектор, вклучувајќи ги и парите за годишен регрес. 3,5 милиарди за пензии, за да се реализира покачувањето од 6 од 100. За ова да се реализира, ќе настрадаат пак капитални проекти за што се кратат 18 милиарди и 250 милиони денари. Министерот за финансии уверува дека нема да има прекин на ниеден проект, туку тие ќе продолжеле, но со забавена динамика. Во капиталните се во главном дел од нив што се однесуваат што се обезбедуваат со странско задолжување. И зошто е направено тоа така? Затоа што на тој начин не само што реализацијата се алоцира средства дополнително, туку се плаќа дополнително камата. И има можност во тој случај, доколку реализацијата, динамиката на реализација во наредниот период се покаже позабрзана, нашите закони дозволуваат во тој случај, бидејќи имаме веќе обезбедено финансирање со заем, тоа да се прошири и да нема застој во процедурата. Бесими не одговори конкретно колку и заради што е намалена наплатата на ДДВ, но затоа кажа дека ја спуштаат првичната проекција за собирање пари од данок на додадена вредност за 6 милиарди денари помалку. Ова ќе се компензирало преку новите даноци кои се уште се во собраниска процедура, а за кои има голем отпор во експертската јавност, но и кај бизнис заедницата. Планот на владата е да ги зголеми даноците на сметка на успешните компании. 3 милиарди денари планира да се собере од екстра од даночувањето на компаниите, 1 милиарда од данокот на личен доход и 3 милиарди од данокот на добивка. Дури сега, владата обезбедува пари за печатење и превод на учебници. Откако претходно се оградија од одговорност дека проблемот не бил кај нив, сега се обелодени дека се планираат 166 милиони денари за печатење на учебници, како и се планираат и 290 милиони за студентски оброк. Владата пресмета и 110 милиони денари за набавка на лекот Трикафта за 55 пациенти. Инаку економскиот раст се проектира на 2,5% од бруто домашниот производ, а инфлацијата нема драстично да падне. Останува на проекција од 8,9%. Според статистика, во август измерена инфлација на ниво од 8,3%.